Од тимот на специјалниот представник и координатор на Центарот за глобален ангажман на Стейт Департментот, засега нема коментар за пораките кои стигнаа од амбасадата на Руската Федерација во Скопје, се однесуваат на посетата на Џејмс Рубин на земјава и неговите изјави за односот на Кремљ кон Западен Балкан. Се чини дека Центарот за глобален ангажман реши да одмолчи на обвинувањата на руските дипломати во Скопје кои остро реагираа на настапот на Рубин пред медиумите, во кој тој ја посочи Москва како главен извор на дезинформациите на Балканот. Бараме затворање на Џејмс Рубин поради неговата флагрантна контрадикторност со принципите на слободата на говорот, дипломатската пристојност и здравиот разум, напиша руската амбасада на Твитер. Рубин, кој ги координира активностите на Стейт Департментот во справувањето со дезинформациите, изминатите денови во Скопје се сретна со државно-владиниот врв за да разговара како САД и Северна Македонија треба да соработуваат во оваа сфера. Неговата порака е дека за дезинформациите стои Кремљ и токму на тоа се должи острата реакција на руската амбасада. I'm sure there are those in the region and in the Kremlin who Сигурен сум дека има луѓе во регионот и во Кремљ кои не сакаат напредок во процесот што ќе овозможи на Северна Македонија доди напред кон Европската унија. Сигурен сум дека седат некаде и размислуваат што да преземат за да се направи проблем. I would say it's pretty seriously poisoned. Би кажал дека просторот овде е сериозно затруен пред се од руски дезинформации. Председателот Путин мислеше дека може да ја освои Украина и да ја подели Европа, но не успеа. Но тоа не значи дека Русија не продолжува да го шири отровот на дезинформации и поделби. Во неколку наврати врвни представници на државата потврдија дека имаат сознание дека земјава е цел на дезинформации кои имаат руска позадина. На средбите со Рубин, шефот на државата и премиерот се согласиле дека дезинформациите имаат потенцијал да влијаат врз процесите во земјава и во светот, дека представуваат закана за националната безбедност и дека Северна Македонија е посветена да ги зајакнува своите капацитети и отпорност. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.